Секој ден животот ми станува се попрекрасен и поневеројатен. Се е добро во мојот свет. Ова е мотото на Наде Молеровиќ, мотивацијски говорник, долгогодишен просветен работник, директорка во две основни училишта, која никогаш не престанала да биде учител. И последното, жена на годината 2023 во категорија трајни вредности. Добар ден за господја Наде. Ви благодарам за најавата. Може ли, тоа сега ве прашам, окей вака да ве најавам? Одлично, да. Како тоа и ние сите другите да бидеме позитивни, светот да не биде попрекрасен и поневеројатен? Јас сум, како да ви кажам, јас сум еден човек кој што во себе негува размислувања дека можам јас со мојот начин на гледање на нештата, на светот околу мене, да го дефинирам и да сепак во ова тмурно или ова време каде што и во светов се случуваат толку многу големи, нели, војни и така натаму, да се обидам барем да си го зачувам собствениот мир, за да можам да бидам продуктивна, за да можам да бидам радосна, за да можам на другите околу мене да им приредувам радост, затоа што мислам дека тоа е многу важно. Значи, јас верувам во афирмациите на позитивните нешта, колку повеќе ги изговарам и ги гледам, ги забележувам секојдневно, јас навистина се чувствувам прекрасно. Со оглед на вашето големо искуство во просветната дејност, прво би ве прашал, која е клучната разлика меѓу образованието пред, да речеме, 30-тина, 20-тина години и денеска? Секако живееме во сосема други временски услови, нели, технологии, општествено-економски случувања, значи сето тоа влијае врз образовниот процес. За жал, може би ние требаше после 30 години да дојдеме до некој степен на поквалитетно, поорганизирано, поцелно образование за нашите деца. Меѓутоа, разликата е што тогаш сметам дека наставниците многу повеќе вложуваа во едукацијата, внимаваа на својот авторитет, во смисол каков рол модел ќе биде за своите ученици, тоа им беше многу важно. И сметам дека акцентот, иако во тоа време беше повеќе на наставникот, гледе што јас зборувам и јас што ќе ти кажам, денес велиме дека е обратно, дека треба фокусот да биде на ученикот и наставниците да се адаптираат кон ученикот, меѓутоа мислам дека живеат во едно и живееме сите во едно конфузно време каде што сме не знаеме да се снајдеме во ова време на брза технологија, не умееме да ги искористиме сите знаења што постојат за да се надоградиме, бидејќи чувството на дека се знам и дека мене не може никој да ми каже, јас сум си толку години и таков ќе си останам, мислам дека тоа не носи во една негативна насока. Добро, која е според вас главната причина за се понегативните оценки за нивото на образование на македонските деца? Ако се сеќавате, неодамна ПИСА имаше истражување за тоа. Па знаете што е главната причина што е? Главната причина мислам дека е не ги влечеме искуствата, не учиме од претходните грешки, затоа што ние во тестирањата на ПИСА учествуваме од 2000 година. Значи, ова ни било четврто сега од 2021. Што значи тоа? Ако ни биле важни децата, ако ни бил важен процесот, ако ни бил важен системот и ако сме имале визија какви деца ние сакаме да продуцираме, нели, за да, нели, велиме ние се иднината, ние не се навраќавме на грешките, што да се прашаме, чекај сега, зошто нашите деца покажуваат ваков слаб резултат? Во што е причината? Дали е во програмата, дали е во пристапот на наставниците, дали вистински методи наставни се користат, за да на децата ги научиме да учат со разбирање, да учат тоа што го учат, да разберат зошто го учат, да им се објасни. Значи, мислам дека ние многу ги пропуштаме да се преиспитаме себе си, тоа не може би тешкиот момент. Секој наставник тешко ќе си погледне, да чекај да видиш што правам јас. Дали можам да бидам подобар наставник? Дали можам да го прашам мојот ученик? Дали тоа што го учиме ти го разбираш? Дали оценката што ја добиваш сметаш дека ти е заслужена? Како, на кој начин да учиме? Значи, ние не ги научивме децата
децата како да учат. Зошто? Затоа што наставниот кадар, самиот, честни исклучоци, не зборувам генерално, наставниот кадар сметам дека толку многу користи застарени методи во едно ново време и доаѓаме до расчекор. Тоа сега кога сме кај застарените методи новото време, веројатно следите што се случува со учебникарството во последниве години. Некои учебници кои беа промовирани, кои ги открија и родителите и медиумите, има такви грешки, да речеме такво недозволиви работи. Да. Знаете, ние од стартот ја погрешивме работа, па вие отворите на страниците на Министерството и сега, значи тоа е еден портал каде што сметам дека секој што има дете во училиште, затоа што учењето на децата, едукацијата е работа истовремено и на родителите и на децата, тоа е заедничка работа. Ако сакаме како родители да видиме, чека да видиме нашето министерство, која му е целта, што моето дете треба да научи во ова делење, што треба да, тоа го немате. Зошто? Затоа што и самата држава, самото министерство нема визија што треба да постигне, значи кои вештини сигурно треба да ги научи и што е најважно како тоа ќе ги научи за да помогне и на родителите, нормално и на децата. Сега, бидејќи се прават експерименти постојано, експерименти од Кембридж, па не го гледаме фидбекот, експеримент нели со новата концепција, па не го гледаме фидбекот, или немаме време да го видиме, можеби тоа требаше да се прави во едно училиште, во 5 училишта, да се да се види, да направиме на рефлексија што сме направили. Не правиме рефлексии што сме направили и уште потажно не погледнуваме во себе. На цело време што велам, и министерот да си погледна во себе, да чекаме зошто ова не успева. Зошто немаме учебници? Вие, значи, ако наставниот кадар е некој кој што ги чека инструкцијата и поддршката од бирото, од министерството, од педагошки центри, од испитни центри, бла, 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 значи, ако ги добие секој наставник инструкциите, што треба да предава, како треба да предава, кои методи, како да оценува. Знаете, тоа е таа едукација и обука. Ако вие низ процесот, државата, системски, ги води наставниците пред било која промена, пред било кој проект и така натаму, кога наставниците точно ќе знаат, од мене се очекува тоа, значи, од мене треба јас ова да направам. Значи, јас, ако немам учебник, што треба да направам? И сега вие ги оставате наставниците, необучени, тие не знаат што треба да прават. Замислете, истото децата го очекуваат од наставниците. Значи, кога ќе кажам им треба учебник, го нема. Зошто го нема? Од нашата неподготвеност, од нашата неспособност, од нашата неодговорност, затоа што не сме свесни дека едно учебно помагало е водич за родители, за деца и за наставници. Сега, јас знаете што друго мислам? Мислам дека ако имаме добри наставници, што јас би сакала да имаме добри наставници, да имаме свесни наставници за својата улога, затоа што многу зависи од улогата на наставникот, какво дете ќе имаме. Што да прави тој наставник кога, да речеме, секоја втора година му ги менуваат учебниците? Велите и самите дека министерството, кој е најнадлежно за тоа, не прави едукација со наставниците. Прво нешто што би требало да се направи, според некоја си нова наставна програма. Така е. И сега? Значи, сега доаѓаме до клучното прашање, она за кое што јас и како директор на школа и како наставник сум го правила, а тоа е следното. И јас кога бев наставник, стоеше таму дека можеш да реализираш 100%, па некој што ти остава 20% да не ја реализираш програмата. Јас како наставник, кој што секојдневно влегувам во училница, која што ги познавам собствените деца, им го знам капацитетот, знам што ги интересира повеќе, што им е досадно, ги следам колку им е интересен овој метод, колку им е интересен она, од кои тешко учат. Значи, јас што сум правела? И сум го давала тоа и на другите, пошто сум била и тренера на наставници. Викам, дечки, не морате вие 100% да реализирате. Ти ќе гледаш во твојата училница, во твојата рамка, што ти можеш да направиш максимално. Сега, да сум јас сега наставник во училиште, јас знаете што би направила? Ја имам програмата, иако е катастрофална. Таму имате милион цели. Не може да се снајдат ни наставниците, затоа што тоа е толку комплицирано напишано. Еве, отворете, видете. Таму имате 20 цели што се бара да се постигнат. Па не може да го постигне ни најискусниот наставник, затоа што е неразбирливо напишано. Вокабуларот е крајно конфузен. Знаете, и вие уште толку им ставате на луѓето да имаат и отпори, да се стресни, да имаат некаква омразеност кон самата професија. Затоа ли недостасува и она што некојаш го зборевме како педагошка должност и на наставниците. Да не зборуваме сега за децата и за
нивните родители. Знаете, педагошкото ни недостасува на сите. Гледате, ние си ги заборавивме нашите основни семени вредности на однесување. Гледате што се вреднува се во општеството, нели? Сакам само малку да се навратам на она што го зборував, како го гледам јас. Значи, сметам дека наставниците се многу тивки и сплашени. Зошто? Затоа што самите немаат доверба во себе. Зошто? Затоа што и тие не можат да го стасаат времето за да се надоградат, да си бараат чаре, што викам јас, ако нема учебник и го има наставната програма, самиот наставник треба да си селектира. Аха, ова ми е важно, ама тоа го прави искусен наставник, сакам да ви кажам. Оние што се помладите, на нив им треба поддршка од искусните наставници за да знаат како тие, јас Зора нема да чекам да добием учебник, сама ќе го направам. Ако сметам дека нешто не му чини, сама ќе го коригирам. Ама тоа што кажува? Наставничката функција и професија прво се работи од љубов многу. Второ, се работи од преголема одговорност во смисол, чекај бе, јас ако влегам денес во 5 оделенија, значи 5 по 3, тоа ми се 150 деца. На тие 150 деца, како јас како наставник му делам и педагошки, како воспитувач, како човек кој што треба од мене да гледа како се зборува, како се однесува, што не треба, што би треба и како се учи највеќе. И сега ние ја немаме ниту свесноста, ниту ја имаме толку големата желба, нели? Па јас сакам да бидам наставник. Ја навистина сум сонувала да бидам наставник. Сум уживала да влегувам во училница. И од љубов и од сакање вие што правите? Постигнувате резултати. Кога одите се вие со сила и се не разбирате и некој што дополнително ви прави и ве плаши, нели? Пошто се исто страв, зошто нашите наставници молчат? Не е работа дека треба да правиш револуција, меѓутоа застани во одбрана на сопствениот авторитет. Стравува за работното место, политизираност, партизираност. Па знаете што, и јас сум била и директорка и во време на кога имало, нели, политики, ме поддржувале политички фигури, меѓутоа јас сум носела исклучиво сопствени одлуки. Затоа што сум рекла, јас ако мислите дека треба да имам директор, значи, јас сакам да бидам одговорна, јас да си носам. И јас сум носела апсолутно своји одлуки. Во моментот кога од мене се побара дека треба да направам нешто што мојот вредносен систем и човечки и професионален не се согласуваше, јас си дадов оставка, си отидов во пензија порано. Велите, постојано промовираме ликови, приказни, идеологии, вулгарности кои имаат штетни ефекти врз благосостојбата на поединците, на младите, на учениците. Целокупното морално ткиво на заедницата. Кои се тие ликови и појави што ви пречат? Па еве ги гледаме секојдневно. Кои се постојано на телевизиите од политичките ликови? Какви карактерни особини тие промовирате? Каква вредност тие како одговорни луѓе од кои што нацијата очекува се однесуваат? Со кавги, со карање, со викање, со подценување, со навредување. Тоа е едната работа. Потоа гледате на порталите, сега излегуваат, нели, подкастите се многу популарни. Јас ги поздравувам и тоа треба да биде еден добар момент каде што ние како општество ќе успееме можеби некои работи да ги влијаеме што не ги прави јавниот медиум. Вие гледате кога ќе сакате да видите колку лајкови ќе добиваат, пошто нели за лајковите е валидацијата, колку ти вредиш, и кога се зборува вулгарности, кога вие ги прашувате некои јавни личности кои што јас да се прашувам, никогаш не би ги пуштила во јавност. Нека секој си прави што сака, тоа е личен извор, меѓутоа вие да промовирате вредности кои што се многу погрешни, како на погрешен начин да бидеш човек, како на погрешен начин да ги надминуваш проблемите, како со вакво однесување непристојно, такво непристојно, значи непристојнен речник, тоа зима највеќе внимание. Добро, но еве да речеме зошто тогаш младите, па не само младите, повеќе еве со нивен израз да се изразам, се палат на такви непристојности, вулгарности, отколку на некакви вредности, на, да речеме, велите добрина, почит, толеранција, љубезност, љубов како клучни вредности. Да, знаете, тоа е одличното прашање, тука е поентата, затоа што родителството се води и се прави, тоа е еден занает кој што трае доживотен, исто како наставничката професија, треба да се едуцирате доживотно дека имате деца за да го стасате, нели, да бидете во чекор со времето, затоа што поминаа оние традиционални времиња на страф и удирање, сега се моментите на разговор. Ама ние ги немаме моментите на разговор, затоа што секој си има своја играчка во рацете. Значи тука доаѓаме до клучната работа дека родителствувањето и она што треба основното да му го даде родителот на детето до пред да појде на училиште,
Значи да знае како да се однесува, како на улица да се однесува, како како да се однесува и на мобил, ако е веќе цело време на овие и корисни алатки телефоните. Јас апсолутно не велам дека не се, меѓутоа и тука треба да им се даде како да се користат сите тие алатки, значи како да се биде. И она што велите зошто се пала децата, затоа што на децата не се едуцираат и педагошки во училиште. Ајде да видиме што сакате ајде да видиме зашто ти размислуваш. Ги нема тие клучни прашања што кај децата ќе се развие едно чувство на самосвест, да почнат да размислуваат за себе и да почнат да си го бараат чарето како тие, ако сакаат да бидат некој инженер или некој не знам што, како тоа да го направат. Немајки, Зоки, ова е поентата, немајки фокус на себе и на својата замислена цел. Никој не ги учи, никој не научи како да си поставуваме цели во животот, како да ги постигнеме, што доколку не успееме да постигнеме цели, она емоционална интелигенција. И децата, знаете, немајки што, од премногу информации дека за да бидеш богат, за да бидеш познат, треба да бидеш ваков, треба да бидеш таков, треба да бидеш ова. И знаете, они мислат дека тоа е брзиот начин да се дојдеш и да се реализираш. Ама ако се сврти код себе или ние како човечки суштества, работа има многу за милион години. Јас мислам дека сите ние повеќе се занимаваме со оној другиот околу. Да, нас не треба смирена, стабилна ситуација, не треба општество кое што е системски организирано, меѓутоа тука навистина многу е колку ќе умееме како луѓе да се справиме. Ја загатнавте темата за новите технологии, да речем. Еве и мене, господино Молерович, ми имаат речено дека откако ние условно, ќе речем условно постарите, сме се закачиле на Facebook, тие помладите побегнале од оваа дигитална платформа, па отишле на овие по, да речеме, Twitter, некој, Instagram, TikTok и вакво. Како да се разбираме генерацијски кога младите бегаат од нас? Јас не би сакала да го сватам дека тоа е така, можеби некои содржини им се досадни. Знаете, ако ви имате постојано, како што има на јавните платформи, нели, за било кој настан нешто што ќе се случи, ви имате 3 милиони коментари од кои најчесто не можете да видите некој да каже: знаете што, ова беше добро. Значи, ретки се луѓето кои што промовираат добрина, нели, она за што јас цело време зборувам, а тоа е дека и во вакво време треба да се гледаат некои добри работи. Мислам дека ние повозрасните фактички и на таквите социјални мрежи малце ги контаминиравме со една негативност, со една, знаете, злоба, со една љубомора, со едни зборови кои што се навистина непристојни и можеби децата не сме им интересни тука што да најдат од нас. Ако најдат малку повеќе од типот на некакви си, нели, искуства, јас кога бев тогаш и тогаш во Чешка, па кога живеев таму, па се случува вакви работи. Јас мислам дека ако малце повеќе така, ама ние повеќе сакаме да гледаме што прават другите, а не себе си. Господино Молерович, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека нешто барем успеавме да загатнеме, ако ништо друго, бидејќи тешко дека може да се решат проблемите. Меѓутоа, нели, една капка во морето, се надевам дека ставаме капа, дека сепак да завршиме како што почнавме, да бидеме по некако нашиот свет да стане попрекрасен и поневеројатен. Да. А вие, почитувани слушатели, следете на Слободна Европа, подкастот Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете, давајте ни идеи и теми кои сакате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.